И еве, почитувани гледачи, се враќаме со прилозите кои моите колеги дежурни денес за сабота ви ги спремија. Првата вест е од Кочани. 41 годишен кочаченец, познат по своите свирепи дела или недела врз кучињата скитници, повторно во акција на улицата Скопска, дружинието на Втора шанса наишла на грозоморна слика. Погледнете го прилогот. Продолжува малтретирањето и зверското убивање на кучиња од страна на 41 годишниот кочанец, кој на македонската јавност е познат како монструмот од Кочани. Реагираат од Друженијето за заштита на животните Втора шанса. Трета година активистите за заштита на животните алармираат дека монструмот кучињата ги носи во напуштен објект на улицата Скопска. Тврдат дека ги остава врзани без храна и вода, но и ги силува, а околу објектот се шири и неподмислива реа од остатоците на животните. Волонтерите од Кочанското здружение Втора шанса пред неколку дена повторно во центарот на градот имаат пронајдено силувано и малтретирано куче. Николче и понатаму си продолжува со неговото малтретирање на животните, која последна жртва беше кутрето кое во средата беше најдено силувано во центарот на градот. Постојано ги зима кутрињата од градот или од околните села, во кој на сабалето во утринските часови околу 4-5 часот, оде во околните села и во градот и ги зима кутрињата, потоа ги носи кај него во подрум, каде што станарите веќе во зградата кај што живее се запознаени со случајот. 41 годишниот монструм од Кочани е познат на полицијата. Има и дебело полициско досие, а пред 2 години беше осуден на затворска казна од 3,5 години за извршени 3 кривични дела за семено насилство, силување на маж и зверско изживување врз животните. Волонтерите од Кочанското здружение Втора шанса деновиве добиле и закани од него, бараат надлежните во полицијата да преземат мерки. Тој со години наназад веќе се занимава со малтретирање на животните, но ние како здружение не можеме ништо да направиме, позатоа замолуваме полицијата ако сака да ни помогне во ова случка за да се најдат докази. Здруженијата за заштита на животните на социјалните мрежи објавуваат фотографии од кучињата кои зверски се мачени. Лани протестираа низ Кочанските улици, а најавуваат дека и оваа година повторно ќе протестираат со цел надлежните институции да го решат случајот. Вчера во Штип ни беше гостин министерот за здравство Арбен Таравари. Тој изнесе низа на заклучоци за состојбата во клиничката болница во Штип и денес имаме одговор од опозицијската ВМРО ДПМН за нивните согледувања за состојбите во здравството. Пресна ВМРО ДПМН. Кога СДС беше во опозиција, воден од желбата да дојде на власт, за него не постоеше здравјето на граѓаните. Водени од алчната политика предизвикаа 2 годишен целосен застој на државата. Па така наместо во 2018 граѓаните веќе да ги уживаат благодетите на современиот клинички центар, ние сме соочени со непотизам, патетични изјави полни со лажни емоции и без ниедна иницијатива за конкретни решенија. Додека на една страна умираат 4 бебиња, на друга страна имаме изјави за нечисти тоалети, токму од министерот кој што требаше да го донесе животот во Македонија. Министере Таравари, ако толку многу бевте загрижени за здравјето на граѓаните, немаше одмазнички да ја стопирате постапката за итна поправка на ангиографот за интервентна кардиологија и цели 3 месеци да не си го поставите прашањето што со здравјето на пациентите од Источна Македонија. Она со што се содружуваат европските држави, а посебно државите во Западен Балкан или на целиот Балкан, е намалување на наталитетот. Нешто што загрижува, нешто за кое што засега ниту државата, нити општеството во целост има конкретен одговор. Социолозите велат дека тоа се десетина прашања или одговори на кои што засега науката можеби има план, но реалноста не покажува така. За 7% помалку дечиња се родиле во нашиот регион во споредба со минатата година. За 7,2% е намален бројот на живородени деца во второто тримесечие од оваа година, во споредба со истиот период од минатата година. Во државата во овој период се родени 5205 живородени деца, од кои 107 се во Штип.
Бројот на умрените лица во второто тримесечие од 2017 година бележи намалување од 6,1% во споредба со истиот временски период минатата година и изнесува 4544 лица, а од нив 54 се умрени доенчиња. Природниот прираст изнесува 661 лице, што значи за толку лица бројот на живородените деца е поголем од бројот на умрените лица. Бројот на склучените бракови во ова тримесечие од годината бележи зголемување за 7,8%, односно изнесува 3447 бракови. Статистиката бележи зголемување на бројот и на разведените бракови во ова тримесечие од годината, од 13,5% во споредба со истиот период од 2016 година и бројот изнесува 436. Пожарите оваа лето ја пустошуваа Македонија. Дојде и до политички судири околу тоа кој е способен да ги гасне пожарите. Еден пожар во Македонска каменица имаше деновиве. Еве зашто се работи. Пожарот над Македонска каменица, кој започна од местноста Валичарско мало, е ставен под контрола. Според информациите од Дочевскиот центар за управување со кризи, правичната проценка е дека со пожарот е зафатена површина од околу 70 хектари висока борова шума. Во гаснењето на пожарот од вчера попладне и денеска учествуваат и два авиони од Дирекцијата за заштита и спасување, голем број доброволци од местното население, како и екипи од јавните предпријатија од Македонска каменица, Делчево, Кочани и Виница. На барање на општината и според првичната проценка за опасноста од пожарот, кој почнал да се шири и кон селото Цера, и поради непристапниот терен биле повикани да интервенираат и авионите од Дирекцијата за заштита и спасување. Пожарот над Македонска каменица е активен од вчера попладне од 15 часот. Пред 2 дена пламени јаздици проголтаа и 15 хектари борова шума над Пекчевското село Негрево. Комуналните инспектори имаат и свое здружение каде што низ договори, низ разговори, разменување на искуство се обидуваат да ги подобрат понудите во комуналните и активности, тие како инспектори се разбира, и се спремаат за своето годишно собрание, од кое што се надевам дека ќе излезе некој документ или правилник околу тоа како тие можат да го подобрат она за кое што се платени. Погнете го прилогот на Зоран Зарински. Комуналните инспектори ги реализираат активностите според планот на програмата предвидена од Сдруженијето на комунални инспектори на Република Македонија. Во тек се подготовките за редовното годишно собрание. Крајот на месец септември, поточно на 22 септември 2017 година, Сдруженијето на комунални инспектори на Република Македонија ќе го одржи своето годишно собрание. На годишното собрание ќе присуствуваат колегите од извршниот и надзорниот одбор на Сдруженијето, но и гости наши колеги комунални инспектори од сите општини во Република Македонија. На ова годишно собрание е потврдено и присуството на министерот за транспорт и врски господин Гонас Угаревски, кој ќе има свое обраќање пред присутните членови, кој инаку беше член наш на Сдруженијето, како тогашен комунален инспектор на општина Прилеп за периодот од 2003 до 2008 година. Покрај присуството на министерот, ќе присуствува и директорот на Државниот комунален инспекторат, како и представник од инспекцијскиот совет и од ЗЕЛС. Сите годишни собранија Сдруженијето на комунални инспектори на Република Македонија ги реализира според програма за 2017 година. Исто така ќе се направи плана, ќе се разгледаат сработените активности во текот на минатата година. На собранието ќе се разговара за реализираните активности на Сдруженијето за периодот од 2016 година, како и за програмските задачи на Сдруженијето кои се поставени за 2017 година, како и за продолжување на постоечката и развивање на нова соработка со надлежните министерства кои обработуваат проблематиката од комуналната сфера во Република Македонија, како што се Министерството за транспорт и врски, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за локална самоуправа, Министерството за информатичко општество и администрација, Инспекцијскиот совет, како и со компетентни лица од оваа област кои би помогнале во разрешувањето на проблемите на инспекторите, во подигањето на ефикасноста и оперативноста на комуналните инспектори на повисоко ниво.
Она на што акцент посебно ќе даде Сдруженијето на комунални инспектори на Република Македонија за наредните активности е решавањето на проблемот со дивите депонии и усогласувањето на сите активности со регионалните плански депонии. И како што во почетокот на дневникот кажа, во понеделник е Успение на Света Богородица, еден од најголемите христијански празници посветена на Мајката Божја. Посебен пиетет има во православието, а според известувањето од Брегалничката епархија, во недела на вечерната литургија ќе богослужи неговото високо преосвештенство митрополитот Брегалнички господин Иларион. Се повикуваат верниците да присуствуваат на вечерната во црквата Успение на Пресвета Богородица и со своите молитви и со своите посакувања за мир, за семејство, за убави чувства, барања до Мајката Божја да не услише во овие тешки времења, и ако присуствуваат, ќе може тоа да го направат. Уште една кратка анализа за земјоделието, да видите за што се работи. До 29 август трае рокот за доставување барања за поддршка на младите земјоделци. На повикот може да аплицираат земјоделци до 40 годишна возраст. Државната поддршка предвидува максимални 600.000 денари неповратна финансиска помош. Услов е да бидат запишени во единствениот регистар на земјоделски стопанства не повеќе од 18 месеци. Добивањето на субвенција ќе зависи и од освоените бодови, односно од тоа каде се наоѓа стопанството и за која намена се аплицира. Најголем број на бодови носат барањата за набавка на опрема за чување и складирање на производството, за опрема за преработувачки капацитети и членство во земјоделски задруги. Откако ќе се одобрат субвенциите, младите земјоделци финансиските средства ќе ги добијат на 3 рати. И еве, кратки вести за денес. Сабота е почеток на викендот, барем регуларниот сабота, иако ние сме навикнати, во петок да ни почнува викендот и завршивме со сите содржини што за денес ви ги припремивме. Останете со нас во 20 часот малку по-проширени содржини. Довидување до тогаш.